А сега е време за нашата следна и последна гостинка во нашето студио. Добро утро за Јасна Апостолски Николов, која што е сертифициран консултант за доење. Јасна, колку убава тема. Секогаш има нови доинчиња, нови генерации, нови мајки, чии што деца не се раѓаат со упатство и им треба ваша стручна помош. Имате убава тема на разговор, Ирена повели. Да. Благодарам, Искра. Јасна Апостолски Николов, дипломирана медицинска сестра, сертифициран едукатор за психофизичка подготовка на трудници, меѓународен сертифициран консултант за доење. Морав ова да го прочитам, бидејќи е голема најавата, да не погрешам нешто. Честитки за вчерашниот меѓународен ден на медицинските сестри. Бидејќи сте вие токму тоа, дипломирана медицинска сестра. Прочитав за медицинските сестри, вели, ако спасиш еден живот, си херој, а ако спасиш 1000 животи, си медицинска сестра. Имате една од најубавите работи во светот, медицинска сестра, хумана, благородна работа. Меѓутоа, вие покрај тоа си работите и со бебиња, како што кажа и Искра, не се раѓаат новите бебиња со упатство за како да се новите мајки како да се однесуваат со бебињата. Вие сте сертифициран консултант за доење. Што значи овој сертификат? Овој сертификат представува највисок степен на едукација, специјализација во полето на доењето. За да се стекнеш со правото за овој сертификат има неколку патишта по кои што треба да поминеш. Зошто е највисок? Затоа што има и неколку подкатегории кои што секако со соодветна едукација го поддржуваат доењето. Едукатор за доење, поддржувач на доењето, сертифициран специјалист за доење. Значи, тоа се све едукации кои што на било каков начин можат да им помагаат на мајките за доење. Кога станува збор за меѓународен сертифициран консултант за доење, сертификатот кој што го имам јас, тоа е највисок степен на специјализирана едукација за доење. За доење. Да. Бебелогија, школото за трудници и за идни мајки. Вие сте, тоа е ваше, така да кажеме, тука си работите. На мене тоа е само за мајките. Кај се тука, каде е улогата на татковците и што се една млада мајка или трудница може да научи во бебелогија? Бебелогија е новото име на Здраво бебе центарот за мајки. Пред непол месец имавме ребрендирање од самата потреба дека зголемување на обемот на работата бараше да веќе тоа помине во школо за едуцирање на трудници и нормално помош на мајките при доење. Секако се вклучени и татковците. Инаку бебелогија, односно школото за трудници, постои веќе 5-та година во склоп на Здраво бебе. Јас оваа работа ја работам 9 години. Сертификатот за психофизичка подготовка на трудници го имам веќе 9 години. Она што посебно ми е драго и што целиот овој период се шири самата работа на школото е затоа што има се поголем интерес од страна на трудниците. Значи, ако порано сме имале помалку групи, во периодот на короната групите беа многу поголеми, бидејќи имаше и некои што ги слушаа онлайн, се вклучува и трудници од другите градови и некако тоа си остана и сега така, да дел од оние кои што можат ги посетуваат часовите со физичко присуство, а еден дел ги следат онлайн. Има трудници кои што имаат ризични бременности, трудници кои што се на патолошка бременост, меѓутоа сепак сакаат да присуствуваат на часовите, бидејќи програмата која што ги опфаќа часовите е малку поразлична од оние пренатални едукации кои што се одржуваат во светот. Еве гледаме во моментот одат фотографии како изгледа, да кажам, просторијата на бебелогија. Значи, тоа е со кревети, тука мајките да може да си легнат. Душеци. Душеци, да. Душеци, поприлично им е удобно. Часовите се во попладневните часови, после работа доаѓаат и ова им е баш еден период кога се одмараат. Не, кога ќе започнеме со самите часови, они гледаат ни еден час да не пропуштат, што јас истото им го барам. Значи, темите се немаме повторување на некоја тема на некој час, за да може некоја да отсуствува и се баш дисциплинирани кога треба да доаѓаат.
на часовиве. Посебно ми е драго што има интереси од другите градови да ги следат онлайн и интересот воопшто што се зголемува. Бидејќи пренаталната едукација датира од многу одамна. Да. Се со цел да се разбие оној страв кој што го имаат трудниците од самиот чин на породувањето. Да. Самото породување е еден природен физиолошки акт. Техниките на дишење кои што се учат на часовите и се оно што го учат што се случува во тој предродилен период, нив им ја зголемува самодовербата и им го намалува стравот од непознатото. Значи да не го поврзуваат самиот чин на раѓање со еден условен рефлекс на болка кој што кај нас и се создава ако ние имаме и црпиме само негативни искуства или ги памтиме само негативните искуства од она што слушаме од околу нас. Да. Сега да го искористиме вашето присуство и за малку совети, корисни совети за гледачите, за важноста на мајчиното млеко на новороденчето. До кога се препорачува она ексклузивно доење? Јас кога ги држам работилниците, едукациите за доење и на труднициве на часовиве, секогаш им кажувам дека нема многу да им зборувам за важноста на мајчиното млеко, затоа што исхраната на новороденчињето со мајчино млеко е единствен и најдобар начин за развој на самото новороденче, бебето, детенцето, бидејќи мајчиното млеко е незаменливо. Ексклузивното доење се препорачува да биде до 6-тиот месец, значи кога станува збор за ексклузивно доење се подразбира само на млеко, исклучиво на мајчино млеко. Нормално после 6-тиот месец со додавање на комплементарна исхрана и според препораките на Светската здравствена организација до 2 години. Во последно време, со оглед на случувањата во светот, воените действија и се она што некои земји веќе се соочуваат, Светската здравствена организација препорачуваше и до 3 години. Затоа што се смета за најбезбеден начин на исхрана во споредба со адаптираните формули и подготовката на истите. Секако доколку мајката е во можност, односно доколку мајката, здравствената нејзина состојба го дозволува тоа. Меѓутоа, она што јас го црпам од искуство од овие 4 години работа како консултант за доење е дека на нашите трудници и мајки им треба едукација на поле доење за добар почеток и развој на успешна лактација. Бидејќи имаме едни очекувања, а многу други сосема спротивна реалност наспрема очекувањата. Очекувањата на сите кога сме во бременост, пред породување и кога ќе се породиме е дека самата мајка ќе го надои новороденчето и после тоа бебенце ќе си биде мирно и мајката ќе си има слободно време малку повеќе за себе, меѓутоа во првите 6 недели додека трае развојот на лактацијата, она нема многу слободно време за себе. Меѓутоа треба да го знае тоа дека е еден нормален тек и развој на настаните и дека целиот тој пат мораме да го изминеме, затоа што за жал, иако доењето е еден физиолошки природен процес, во последно време се соочуваме со одредени предизвици каде што они имаат потреба од помош и поддршка од консултантите за доење, за да можат да ги надминат сите тие препреки и да имаме една успешна доенечка приказна, успешно ексклузивно доење до 6-тиот месец, нормално по можност до 2-та година. Ете така. Сега, секогаш кажавте и вие не оди се по планот, некогаш се случуваат и некои има причини кога мајката не може да има млеко. Заменско млеко, да или не, ако е да, кога и во кои ситуации? И кои се најчестите причини што доведуваат до тоа да една мајка, да кажам, има млеко, па потоа нема или воопшто нема млеко, што најмногу придонесува до тоа? Ова што пред малце го спомнав, недоволната едукација. Едукацијата? Така. Затоа, кога се пораѓаат во родилиште, они очекуваат дека кога ќе стисна дојката треба веднаш да прска млеко. Тоа е практично невозможно, бидејќи колостромот се лачи во многу мали количини и ние кога ќе притиснеме имаме капки. Токму тоа е колостромот. Потоа, по зависност од насоките кои што ги добива од стручните лица, по нормално колку треба да го исхранува новороденчето, како треба да изгледа сето тоа, препораките за дохрана и они веќе посегнуваат по адаптираните формули. Ние консултантите за доење, иако стално не сметаат дека сме најголеми противници на адаптираното млеко, ние не сме против адаптираното млеко ако на вистина има потреба. Меѓутоа сме против
форсирање на адаптираното млеко наспрем исхраната Мајчино, со така. мајчиното млеко и со доењето. Значи треба да дадеме ние прво простор да се развие целиот тој процес, па ако навистина има потреба да се оди на комбинирана исхрана, доење со адаптирана формула или ако навистина не успееме во тоа, да одиме со адаптирани формули. Препораките за адаптираните формули ги даваат кај нас педиатрите, во зависност од состојбата на детето. Значи има антиалергени формули, антирефлукс, адаптирани формули има На пазарот многу се, да, така. Мајчиното млеко е само едно. Мене ми е многу драго што мајките процентуално, еве да речеме во последниве 10 години од како сум како медицинска сестра сконцентрирана работа во ординација по педиатрија, процентот на мајките кои што сакаат да дојдат е многу поголем, за разлика од пред, да речеме 7-8 години. Ова го црпам како искуство од работата во ординацијата. Исто така и од мојата работа и од потребата на мајките да се консултираат во однос на доењето. Што особено ме радува, бидејќи професијата консултант за доење може би последниве неколку години кај нас, па ете и преку мојата работа и преку сите тие работилници што ги работиме, некако ја доближивме до нашите мајки. Меѓутоа во светот има 28.000 скоро 30.000 консултанти за доење, што значи дека тоа е професија која што е многу добро признаена во светот и сите оние организации на светско ниво, на европско ниво, здруженија работат да се афирмира што е можно повеќе професијата консултант за доење. Би сакала малку јасна да позборуваме за исхраната. Во овој случај мислам исхраната на мајката, која што си го дои своето новороденче. Често пати, нели, си кога има грчеви, малото бебенце велат не јади ова, не јади тоа. Што вие како консултант за доење им препорачувате на мајките да внесуваат, да јадат додека ги дојат своите бебиња? Ние како консултанти за доење, препораките кои што ги даваме се базираат секогаш на студии и докази. Експертите во светот што работат на поле доење и што постојано истражуваат, велат дека исхраната на мајката нема никакво влијание на појава на грчеви кај бебето. Значи, и нас искуството и праксата ни покажаа дека тоа е токму така. Има мајки кои што буквално имаат рестриктивна исхрана и деца кои што имаат инфантилни колики и обратно, мајки кои што јадат све и деца кои што немаат грчеви. Значи, инфантилните колики, грчевите кај бебињата се една мистерија која што многу ги плаши новите родители. Меѓутоа, не се појавуваат кај секој бебе. Јас стално им велам, немојте ни да ги барате, ни да ги чекате. Може би едноставно во многу поблага варијанта ќе помине тој период на созревање на дигестивниот тракт кај бебињата. Они првото нешто што секогаш па еве и трудници ме начасови, а со грчевите како, а што да земеме, а како да земеме, што од сега да се спремиме. Значи тоа не знаеме во кој обем, во кој интензитет ќе се манифестира кај бебенцето. И дали ќе се манифестира воопшто. Значи сепак индивидуално. Една доилка треба да јаде разноврсна обилна исхрана. Обилна се мисли 3 оброци. Не како што велеа бабите, да јадеш за 2 деца, да јадеш за 2 да јадеш повеќе. Една доилка треба да внесува во денот само 500 калории повеќе. Ништо повеќе од она што нормално си јадеме, нормални регуларни оброци по количина, меѓутоа да е застапено и овоше и зеленчук. Ако се лишат од сите тие, ако се лишат од сите тие, нели, намирници кои што ги советуваат, во тој случај, нели, организмот на мајката ќе страда, бидејќи за квалитетот на млекото ќе се црпи од нејзиниот организам и квалитетот на млекото ќе биде таков како што му треба на бебето соодветно за неговата возраст, меѓутоа ако не се исхранува правилно мајката, тогаш веќе тоа ќе се одрази на по самото здравје на мајката. Јас им советувам да си јадат се, да внесуваат многу течности, што е најважно за периодот на развојот на лактацијата и доењето, особено во првите 6 месеци. Сега уште едно прашање пред да го завршиме разговорот. Предпоставувам дека е многу значајно за мајките, а тоа е одвикнувањето од доењето. Значи тоа е еден процес, бидејќи нели доенчето и мајката се поврзани, најмногу преку мајчиното млеко, преку градите нели на мајката. Кога почнува? Велите до 3 години или до 2, како кажавте сега, е нели малку таа граница намалена. Како да се тоа полецка постепено, да не биде стресно
за детето, не толку повеќе за мајката, мислам дека е стресно. Да. Самиот процес на одвикнување од доење е процес. Тоа јас стално им го велам кога ми се јават да ме прашаат или некои од мајкиве што ни се пациенти престанала со доење пред 2 дена и веќе градите се преполнети со грудки, па што да правиме, како да правиме. Не можеме да се одвикнеме од доење преку ноќ. Освен ако немаме медицинска индикација која што бара веднаш да се престане со доењето, согласно потребите заради здравствена состојба на мајката која што не може да продолжи со доење или заради бебето. Меѓутоа, со самото внесување на првиот оброк кај бебето, веќе започнува процесот на намалување на подоите. И најдобар начин за одвикнување од доење е постепено намалување на подоите. И заради градите, бидејќи градата ни работи на принцип побарувачка понуда. Колку ќе ги побараме, толку ни прави. Како ги намалуваме подоите, така постепено градата добива сигнал дека во тие периоди не треба да произведува млеко. Произведува, меѓутоа не во таа количина во која што требало претходно за да замени еден оброк. Исто, кога веќе сме дојдени до намалени подои, па кои подои треба да се тргнуваат први, се прави план согласно секојдневието на тој доенечки пар. Работното време на мајката кој може да ни помогне во сето тоа, па како ќе се поделат во однос на обврските и кои подои први ќе ги оттргнеме, кои подои ќе останат последни за одбивање и нормално да се работи на намалување на производството на млеко кај мајката, за да може сето тоа да помине побезболно и за мајката и за бебенцето. Да. Имаме уште навистина многу за зборување. Ова е неисцрпна тема кога секогаш имаме се повеќе и повеќе прашања. Вие сте секогаш отворени за идните мајки, за трудниците, за се што има што им е потребно било каков совет во врска со бременоста, и со родителството, и со новороденчето. Ви благодарам за гостувањето во нашата емисија. Ви посакувам многу успех во работата. Уште еднаш честитки за Денот на медицинските сестри. Ако Искра има нешто за крај, еве вака на... мене ми е многу мило што со оглед на тоа што младите мајки се на породилно и сигурно се дома, така што мислам дека овие совети како ќе им се добродојдени, сигурно ги следеле, И неисцрпни. И неисцрпни, да. Ви благодарам многу и на двете.